36 семејства од социјално ранлива категорија во Виница за помалку од година дена ќе може да се вдомат во првата социјална зграда во Виница, чија изградба е во тек. Како што најавија министерот Цугаревски и градоначалникот Димитров, истата би требало да биде ставена во функција и предпоставениот рок од 12 месеци. Социјалната зграда, која што е еден од многуте проекти кои што се согласно градежната офанзива која што се одвива во целата наша држава, се случува и овде. Значи, покрај бројните проекти кои што Министерството, владата, јавните предпријатија ги реализираат, денес сме тука да извршиме увид во овие градежни активности на тој начин што ќе се овозможи да се направи една зграда која што ќе помогне на одредени семејства во рамките на општина Виница. Значи, станува збор за 36 социјални стана од 500 стана кои што се работат во моментот, бидејќи покрај општина Виница се работи во Пробиштип, се работи во Неготино, се работи во Свети Николе, се работи во Бутел. Така да мислам дека согласно таа динамика која што има јавното предпријатие за стамбен простор, ќе овозможиме да има одредени семејства, сиромашни семејства кров на својата глава. Се работи за социјална зграда од 36 станови, значи зграда која што ќе домува социјално ранливи семејства, како и самохрани родители. Во крајна фаза е завршетот на фишето, а тоа е за проширување на фитлостаницата во Виница и поврзување на село Лески, кој што ни остана единствен проблем, а во нашата општина тоа е во делот на водоснабдување. Продолжуваме понатаму да работиме и на промена на водоводната мрежа заедно со ЕИП, со Министерството за транспорт и врски, како еве пред некој ден го кажавме и проектот, а тоа е за асфалтирање на патниот правец во село Калиманци, а тоа е стариот пат за Делчево. Меѓутоа и ние како општина имаме низ за проекти кои што во моментот се работат, се одвиваат и се надеваме дека граѓаните на општина Виница и сите они кои што не следат се задоволни од нашата ажурност и работењето барем за овој период колку што сум јас градоначалник. Директорот на акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор Кристијан Трајковски најави дека веќе се водат преговори за започнување на уште 13 градилишта со социјални згради, од кои 4 треба да бидат на истокот. Веќе со Централна банка на неколку состаноци разговаравме околу динамиката на овој проект. Тие изразија големо задоволство што проектот во изминатиот период кој што беше во одреден застој за многу краток период го дигнавме и почнавме да градиме социјални гради. Како што кажав, изминатиот пат значи околу 13 градилишта за година и пол, максимум 2 ќе бидат отворени во еден таков набиен краток временски период.